Добар ден, почитувани гледачи, ко следите вториот дневник на К3 телевизија. 19 годишна девојка од Липковското село Матејче се породила во тоалет, а потоа бебето го фрлила во река која била зад незината куќа. Таа била во поодмината бременост за која не постојат податоци дека претходно била лекарски контролирана. Во текот на вчерашниот ден во општата болница во Куманово на гинеколошкото оделение со обилно крварење била донесена 19 годишната АМ од село Матејче. По извршениот преглед од гинеколог е утврдено дека истата се породила во период од 24 часа. АМ која што веќе била во поодмината бременост и за која не постојат податоци дека претходно била лекарски контролирана за бременоста, на 18 август почнала да крвари пошто отишла во тоалет во незината куќа каде се породила. Истата го извадила бебето пошто го фрлила во река што поминувала зад незината куќа. Откако и се влошила состојбата, незините родители ја пренеле во општата болница во Куманово. Со настанот е запознаен јавен обвинител од Куманово, по чија наредба од страна на лекар од судска медицина над АМ ќе биде извршен гинеколошки преглед, а телото на бебето кое било пронајдено ќе биде предадено на судска медицина заради обдукција. Извршен е комплетен увид на местото на настанот и се превземаат мерки за целосно расчистување и документирање на настанот. Во самиот центар на градот се наоѓа трговскиот центар Гарнизон. Големиот објект, врз кој е изградена и стамбена зграда, има капацитет за 50 на деловни објекти, но сега овој комплекс се повеќе наликува на некое запуштено место. Објектот бил замислен како убав комерцијален центар кој ќе ги собере сите кумановци, меѓутоа проектот не ги дал очекуваните резултати. Некогаш во собственост на војската во самиот центар на Куманово се наоѓа истоимениот трговски центар Гарнизон. Големиот објект врз кој изградена и стамбена зграда има капацитет од 50 на деловни објекти, но сега овој комплекс се повеќе наликува на некое запуштено место. Освен неколкуте отворени кафе-барови и дуќани, сликата која денеска може да ја видиме се искршени продавници полни со ѓубре, смети, фекалии, а луѓето се движат по неисчистени ходници од кои се шири непријатна миризба. Местото било замислено како убав комерцијален центар кој ќе ги собере сите кумановци, меѓутоа проектот не ги дал очекуваните резултати. Зошто и кој дозволи да не се развие Гарнизон, прашуваат жителите и бараат титан спа за деловните простори и стамбената зграда. Сите овие ходници во локалитетот Гарнизон, кој е наменет како трговски центар, се узурпирани. Тоа не може, ако вие сте еден купувач, сакате да правите lure shopping, да идеш window shopping, да прошеташ, не можеш да влезеш од кафичи, лавиринти направиле и ги узурпирале, ги усвоиле, присвоиле. Ова не е правда. Ние не можеме да идеме ни у први спрат, ни у втори спрат, ни у трети спрат. Сите ходници се узурпирани и ходници на ова ѓубрештина секте се става, музика јечи нагоре. Незадоволство е тоа. Според кумановци, овој локалитет заслужува посебна грижа и внимание затоа што се наоѓа во строгиот центар на Куманово и доколку проработат по големиот број на дуќани, тоа ќе биде добро и за развивање на економската моќ на градот. Они и овие водоќаните што работат треба да се очистат пред тоа вратата, да. Се знае за тоа, за ѓубрите има колку сакаш во градот. Не е чисто доволно и културата воопшто на општеството на ниво што не треба да е. Мислам дека чистота треба малку да обрне внимание на хигиената тука баш во овој дел, во центарот на градот. Според информациите кои ги добивме од архивата на градската библиотека Тане Георгиевски, Гарнизон започнува со реновирање во 1990 година во време на отежнати околности за комунално стамбена изградба, а обезбедувањето со работа на градежните оперативи било прашање од животна важност. Објектот е изграден од страна на градежното предпријатие Козјак, располага со 4000 квадратни метри корисна површина деловен простор и 80 стана. Сега се уште останува прашањето дали овој комплекс со прекрасна местоположба некогаш ќе почне да функционира во современо уреден стамбено деловен објект, како што тоа го замислиле неговите градители. Сочувствувајќи со страдањата на жителите погодени од поплавите во Скопско Стајковци, фолк пејачот и естраден уметник Владко Алексовски лично им врачи дел од најпотребните намирници.
Емпатијата е особина која човек од човека го разликува, а да се помогне и болката да се ублажи, тогаш кога некој страда, е доблест, а благослов за оној кој помошта ја прима. Познатиот естраден уметник открива Паланка Владко Алексовски деновиве действуваше токму така, човечки, обидувајќи се барем малку да им помогне на, како што рече, неговите сограѓани, бидејќи голем процент од населението во село Стајковци потекнува токму од Кривопаланечко или Ранковце. Детергенти, средства за лична хигиена, прехранбени продукти се само дел од средствата кои Алексовски ги достави лично од врата до врата кај најзагрозените и најпогодените во невремето. Тие ги кажуваа своите преживеалци и се заблагодарија на овој уште еден во низата хуманисти кои само иницијативно секојдневно ги посетуваат жителите и им пружаат несебична помош. Алексовски упатја апел примерот да го следат останатите колеги или соработници. Истакна дека на многу од овие луѓе им пеел на свадбените или други фамилиарни веселби. Бил со нив, рече, во најрадосните моменти, а токму поради тоа, како што истакна, не можел, а да не биде со нив и сега кога им е најтешко. Инаку кумановчани и паланчани исклучително сплотено действуваат во насока на пружање помош во Скопскиот регион. Бројни волонтери, доброволци, вработени во институции и останати, речиси секојдневно се во овој реон и со физичка сила, но и со ресурси на секој можен начин помагаат. Големи сезонски попусти речиси во сите продавници низ Куманово, но дали тоа е реалност или пак само маркетиншки трик со цел да се привлечат што повеќе граѓани? Што мислат кумановци, дознајте од следниот прилог. Сезонски попуст, големо намалување на цените, попуст од 10 до 50%, топ цени. Се само дел од плакатите кои деновиве можат да се видат по излозите речиси на секоја продавница во Куманово. Меѓутоа, што мислат граѓаните на Куманово, колку овие попусти се реални? Мислам дека цените се нереални, така да сега овие попусти што се направени, тоа се фактички реалните цени што требало и така и да биде. Меѓутоа, сегде така се тоа практикува, аутлет, попусти, а всушност тоа се најреалните цени што се на производите што и требало така да се продаваат. Значи, ја мислам дека не суфер. Со нашиот стандард за нигде. Реални, пак и не се многу реални, затоа што всушност првин се подуваат цените, па потоа се намалуваат и така. Тоа е само што с некој. Ги покачат, па ги спуштат, па вака, така. И покрај тоа што се на попуст, цените на производите сепак се високи, што не е случај во поразвиените земји, каде што за време на сезонските попусти можат да се купат многу работи за прилично ниски цени. Дознаваме од наша сограѓанка која живее во Германија. Па таму е, може да кажам, ако е попуст, стварно, имамо и 50% и 6%, колетните работи сега ќе дојдеме на попуст, многу ги напушта, дури до 70% може да ги купиме. Поголем број од анкетираните граѓани сметаат дека се работи за лажни попусти. Но како и да е, сезонските попусти ги очекуваат и купувачите и продавачите. Продавачите кои не сакаат да зборуваат пред камера, велат дека кога имаат попуст, продажбата се зголемува. И тие во овој период имаат многу повеќе работа отколку вообичаено. Заврши рокот за пријавување на спорните гласачи во канцелариите на ДИК. Објавени беа имињата на 39.520 гласачи кои се сметаа за спорни во избирачкиот список. Заврши рокот за пријавување на спорните гласачи во канцелариите на Државната изборна комисија. Објавени беа имињата на 39.502 гласачи кои се сметаа за спорни во избирачкиот список. Заклучно до вчера до 12 часот до Државната изборна комисија се пријавиле вкупно 7.931 граѓани, чии што записи во избирачкиот список по извршените вкрстени и теренски проверки се спорни, односно имаат несовпаѓања со податоците. Од вкупно пријавените 3376 го направиле тоа во подрачните оделенија и канцеларии и дополнителните канцеларии на Државната изборна комисија, додека 4555 ја искористиле веб апликацијата на интернет страницата на ДИК. Пријавувањето на спорните гласачи почна на 26 јули. Тие имаа рок од 25 дена да се запишат на список на гласачи, а пријавувањето се врши електронски преку специјална апликација на веб страницата на
на Државната изборна комисија или лично во подрачните единици на ДИК и во канцелариите на управата за водење матични книги. Државната изборна комисија има на располагање 10 дена за да направи дополнителни контроли или лично да контактира со спорните гласачи. Оние кои не се пријавени во предвидениот рок нема да бидат запишани во избирачкиот список, но ќе добијат можност тоа да го направат за време на јавниот увид на списокот пред парламентарните избори. Донација од Република Словачка и Република Холандија за настраданите во поплавите од Скопскиот и Тетовскиот регион беа предадени на Дирекцијата за заштита и спасување. Донација од Република Словачка и Република Холандија за настраданите во поплавениот во Скопскиот и Тетовскиот регион беа предадени на Дирекцијата за заштита и спасување. Словачкиот амбасадор Мартин Базек рече дека помошта е во вредност од 63.000 евра и се состои од пакети за лична хигиена, средства за дезинфекција, како и пумпи, мантили за дожд и вреќи за спиење. Вршителот на должност амбасадор на Кралството Холандија, Андри Ван Менс, рече дека ништо не може да ја надомести човечката штета направена од поплавите и изрази надеж дека медицинската помош во вредност од 500.000 евра ќе придонесе за надминување на последиците. Донациите беа предадени во кругот на касарната Гоце Делчев во насилбата аеродром, каде се наоѓаат просториите на Дирекцијата за заштита и спасување. Помошта е одговор на барањето за помош испратено од македонската влада во рамките на механизмот за цивилна заштита на Европска унија. Во Република Македонија досега преку механизмот за цивилна заштита пристигнаа донации од Грција, Австрија, Чешка, Унгарија и Бугарија. Германската влада денеска го отфрли најновото барање на Грција за воена оштета поради нацистичката окупација во Втората светска војна. Турскиот парламент го одобри договорот за помирување, со кој треба да се нормализираат односите со Израел. Американскиот заменик председател Џо Бајден и председателот на Украина Петро Порошенко синоќа по телефон разговараа за брзо решавање на судирот со проруските сили во момент кога се засилени тензиите со Москва. Ова се вестите од светот. Германската влада денеска го отфрли најновото барање на Грција за воена оштета поради нацистичката окупација во Втората светска војна. Портпаролот на германската влада, Штефан Зейберт, истакна дека ситуацијата е целосно јасна, како и оти Берлин повеќе пати го соопштил ставот на прашањето за воена оштета. Прашањето за германската воена оштета е завршено и правно и политички, наведе Зейберт. Грчкиот премиер Алексис Ципрас во вторникот вети дека ќе ги исцрпи сите економски, а по потреба и правни средства за да ја безбеди воената оштета. Тој апелираше до Германија да почне преговори за тоа прашање. Грчкиот парламентарен одбор неодамна подготви извештај за воената оштета, чиј вкупен долг изнесува од 300 до 400 милијарди евра. Турскиот парламент го одобри договорот за помирување со кој треба да се нормализираат односите со Израел. Со ова се отвара пат за двете земји да ги оптоват дипломатските односи. Парламентот денеска гласаше за одобрување на договорот. Ратификацијата се очекуваше минатиот месец, но беше одложена по неуспешниот обид за пуч кој се случи во Турција на 15 јули. Односите меѓу двете земји, кои порано беа блиски сојузници, се влоши пред 6 години по нападот на турскиот брод, дел од флотилата која носеше помош за појасот Газа. При нападот од страна на израелските сили загинаа 10 турски активисти. По нападот Анкара го протера израелскиот амбасадор и ја замрзна воената соработка со Израел. Израел сега има 25 работни денови да им плати $20 милиони оштета на жртвите. Со договорот исто така и се овозможува на Турција да доставува хуманитарна помош за палестинците. Американскиот заменик председател Џо Бајден и председателот на Украина Петро Порошенко синоќа по телефон разговараа за брзо решавање на судирот со проруските сили во момент кога се засилени тензиите со Москва, соопшти Белата куќа. Бајден и Порошенко изразија загриженост поради неодамнешното заострување на судирите во источна Украина, каде кршењето на примирието од руските и проруските сили е на највисоко ниво од 2015 година, при што често се користи тешко оружје. Бајден навел дека американските представници испратиле порака до Русија дека светот наблюдува што се случува и е потенцирал потребата за деескалација на ситуацијата. Тој во исто време апелира до Украина да биде воздржана.
На што току завршениот кошаркарски турнир Трофеј Македонија, нашата репрезентација оствари учинок од 1 победа и 2 пораза. Нашата репрезентација го заврши турнирот Трофеј Македонија со пораз од 69-75 од селекцијата на Босна и Херцеговина. Избраниците на Раца успеа да се вратат од двоцифрената негатива, но кошаркарите на Босна и Херцеговина го излекува максимумот од бројот на личните грешки, па преку слободните фрлања успеа да одржат минималната предност се до крајот на мечот. Најефикасен поединец во македонскиот национален состав повторно беше Ромео Треви со 16 поени, пред Александар Костовски со 14, додека кај селекцијата на Босна Мирзат Ретовиќ постигна 26 и Кикановиќ 16 поени. Претходно на турнирот Македонија победи Белгија, а загуби од Црнагора. Ова беше добра проверка за можностите на кошаркарите на Македонија и новиот селектор Драган Раца во пресет на престојните квалификации кои стартуваат на 31 август. Во вестите од меѓународниот спорт, преглед на предпоследниот ден на Олимписките игри во Бразил, каде на програмата се неколку интересни финални мечеви во екипните спортови. По заминувањето на Пол Погба, раководството на Јувентус интензивно трага по нов фудбалер на испразнетата позиција. Челси планира уште повеќе да го засили тимот, а голема желба на Конте е фудбалерот на Волсбрук Родригес. Остануваат уште денеска и утре настапите на Олимписките игри, а потоа ќе биде спуштена завесата на неголемата смотра на спортот. Вчерашниот ден ќе го паметиме по уште еден извореден настап на најдобриот атлетичар на сите времиња Усаин Болт, кој се закити со нов златен медал. Овој пат во штафетната трка 4 пати 100 метри за својата Јамајка. Воедно ово беше 9 златен медал на Олимписките игри за јамајчанецот, кој го изравни рекордот на Карл Луис. Исто така на крајот Болт најави дека ќе учествува на следните Олимписки игри во Токио. На кошаркарскиот турнир селекцијата на Србија во полуфиналето ја прегази Австралија со 87-61 и заслужено се пласира во големото финале, каде на Мегдан ќе излезе со селекцијата на САД, која во второто полуфинале беше подобра од Шпанија. Во женскиот дел денеска ќе се одигра финалето, а во него ќе се сретнат селекциите на САД и Шпанија. На ракометниот турнир видовме две интересни средби, а во финалето се пласира Франција, која беше подобра од Германија со 29-28, додека Данска по продолжение славеше над Полска и со така со 29-28. Денеска во женското финале ќе се сретнат селекциите на Русија и Франција. На ватраполо турнирот, денеска на програмата е финалите помеѓу двете најдобри селекции на турнирот, селекциите на Србија и Хрватска, во кој се очекува голема борба, каде хрватите ќе го бранат олимпиското злато од Лондон. Над бокарскиот турнир во финалето ќе играат Италија и домаќинот Бразил. Италијанците после голема борба славят над САД со 30:2, додека Бразил на супериорен начин славеше над Русија со максимални 30:0. Во женското финале ноќеска вистински спектакл, а во него ќе се сретнат селекциите на Србија и Кина. Што се однесува до освоените медали, засега на првото место убедливо се американците со вкупно 105, потоа следуваат Кина со 65, Англија со 60 и Русија со 45 медали. Што се однесува до екипните спортови, едно мало изненадување, имено селекцијата на Србија е најуспешната во екипните спортови на Олимписките игри, бидејќи во финалето ќе има дури 3 репрезентации кои ќе се борат за златниот медал, и тоа ватреполистите, одбојкарките и кошаркарите. Италијанскиот шампион Јувентус заработи огромни пари од продажбата на Пол Погба и раководството на старата дама ќе се обиде до крајот на овој преоден рок да доведе уште некое засилување. Едно од потенцијалните е фудбалерот на Пари Сен-Жермен Блес Матуиди и за негов ангажман Јувентус ќе треба да подготви 30 милиони евра. Тој одигра одлично на изминатото европско првенство во Франција и го привлече вниманието на неколку големи европски клубови. Во еден период се чинеше дека тој ќе го засили Манчестер Юнајтед, но откако во тимот дојде Пол Погба, раководството на ѓаволите се откажа од негов трансфер. Сигурно дека Јувентус нема да штеди финансиски средства за ангажман на французинот и се очекуваат интензивни преговори во наредните денови со цел трансферот да биде успешно реализиран. Швајцарскиот интернационалец од редовите на Волсбург Рикардо Родригес својата кариера би може да ја продолжи во премиер лига со Челси. 23-годишниот дефанзивец игра одлично во изминатите неколку сезони во дресот на волците и до крајот на овој преоден рок би може да го облече дресот на сините од Лондон. Раководството на Челси е подготвено да плати 22 милиони фунти за ангажман на Родригес, а тимот ќе треба да побрза со негов ангажман, затоа што Реал Мадрид е будно следи целата ситуација.
Пред да се одјавиме да проследиме и временската прогноза за североистокот. Тука е крајот на второто издание на Дневникот. Останете со К3 телевизија и имете пријатно попладне.